Петта точка. Петта точка содржи 3 теми. Прва тема. Прва и опасна несреќа е таа која и нанесува штета на верата. Во секој миг потребно е да ја бараме Аллаховата заштита и да се молиме да не сочува од несреќите што се штетни по верата. Меѓутоа, несреќите што не и нанесуваат штета на верата не се вистински несреќи. Дел од нив представуваат Рахманови предупредувања. Како што еден овчар, чие стадо влегло во туѓа нива, фрлил камен и помислил дека тој камен всушност е предупредување што ќе ги спаси од штетната работа, па тие задоволно се враќаат. Така има толку многу работи што навидум ни изгледаат како несреќи, а тие се всушност како една опомена и предупредување. Еден дел е кефарету зунуб. Еден дел, како представник на невнимателноста, укажува на човековата слабост и на некој начин представува постигнување спокој. Несреќите, односно болестите, како што веќе беше речено, не се несреќи и сигурно представуваат Раббаниева благонаклоност. Во прикажувањето стои дека како што зрелите плодови паѓаат од дрвото, така и со треперењето на болниот поради треска паѓаат гревовите. Хазрети Ејуб, мир над него, алейхи селам, во своето обраќање не исполни дуа за да му олесни на својот нефс. Сигурно е дека побарал оздравување за да може да прави ибадет, кога веќе болеста станала пречка за ибадетот со збор и срце. Нашата вистинска цел е нашето обраќање да биде со желба за оздравување од духовните гревови и од духовните рани. Оздравување од физички болести можеме да бараме доколку болеста ни представува пречка за чинење ибадет. Меѓутоа, не на начин на приговор или жалење. Сигурно дека е потребно понизно да се бара за солниште во надеж за помош. Штом сме се согласиле со неговото господарување, треба да се согласиме со се што ни се случува поради тоа господарување. Да се жали со ух на начин што подсетува на одбивање на прифаќањето на каза и кадер, на извесен начин представува критикување на кадерот и приговор кон милосердието. Оној што критикува кадер со главата удира во наковална и ја крши. Оној што приговара кон милосердието останува лишен од него. Како што при одмазда со скршени раце, односно при обид за користење на истите тие раце, уште повеќе се кршат. Исто така, ако човек погоден од несреќа, приговарајќи се жали и ја дочекува со љубопитство, таа станува двојно поголема. Втора тема. Доколку материјалните несреќи ги гледаме како големи, тие уште повеќе се зголемуваат. Ако ги гледаме како мали, тие уште повеќе се смалуваат. Например, ноќе, кога на човековите очи му се прикажува некое привидение, ако човекот му придаде значење, тоа уште повеќе расте. Ако пак не му обрне внимание, тоа исчезнува. Обидот да се одбрани од пчели што напаѓаат уште повеќе, ја поттикнува нивната агресивност, но доколку се остане рамнодушен, тие си одат. Исто така и материјалната несреќа со помош на љубопитство и страв од телото се всадува во срцето, дури може да предизвика и духовна несреќа и да продолжи подпирајќи се врз неа. Тогаш, кога љубопитството по притисок на судбината и со тевеку се тргне, таа несреќа, слично на дрвото што е исечено од коренот, ќе се исуши и ќе исчезне. Оваа вистина едно време ја изложував вака. Напушти го, еј безпомошен човеку, жалењето поради несреќите и постигни тевекул, бидејќи знај дека жалењето поради несреќите во самата несреќа е несреќа во внатрешноста на грешките. Ако си го пронашол оној што ја дава несреќата, знај дека тоа е несреќа во која се ужива,
несреќа која е дојдена како добродетелство. Ако пак не го пронајдеш, тогаш знај дека целиот свет е тегобна несреќа, несреќа која резултира со исчезнување. Штом ти се заканува несреќата голема колку што е целиот свет, зошто бараш помош поради твојата мала тегоба? Дојди и направи тевеккул. Со тевеккулот насмеј и се на несреќата в лице, се додека не почне и таа самата да ти се смее. Колку повеќе се смееш, толку повеќе таа се смалува и се претвора во нешто друго. Како што во дуелот со некој опасен противник, непријателството со насмевка се претвора во помирување, лутината преоѓа во шега, па така непријателството се смалува и исчезнува. Исто се случува и кога со тевеккул се излезе пред несреќите. Трета тема. За секое време постојат правила. Во ова време на гафлет, безгрижност, несреќата го промени својот изглед. Во некое време и со некои особини, несреќата не е несреќа, туку сигурно е Аллахово добродетелство. И јас, бидејќи согледувам дека оние што во денешно време се унесреќени со болест, под услов нивната несреќа да не и наштетува на верата, всушност се среќници. Поради тоа, јас не можам да бидам против во поглед на состојбата на нивната болест и несреќа. Во мене не се состава состојба на сожалување. Бидејќи, кој да е млад човек, кога ќе ми се обратеше, забележував дека во однос на другите, тој беше со повисок степен врзан за верските должности и имаше поголема поврзаност со ахиретот. Од тоа разбрав дека видот на болеста за нив не беше несреќа, туку Аллахов благодат, бидејќи болеста станува причина за нивното патење на овој свет, меѓутоа за нивниот вечен живот таа е полезна и представува еден вид ибадет. Доколку оздрави, тогаш сигурно е дека под влијание на младешката опијанетост и раскалашноста во своето време нема да успее да ја сочува состојбата во која бил за време на болеста и сигурно ќе се оддаде на разврат.